Републиканскиот кандидат Доналд Трамп, кој помина еден мандат како председател, се надпреварува против демократката Камала Харис, актуелна подпредседателка. Тоа е тесна трка меѓу двајца кандидати со многу различни истории, политики и карактери. Од една страна, Харис ја следеше конвенционалната политичка траекторија. Се стекнала со диплома по право, станала обвинител, била избрана за јавен обвинител на Калифорнија, влезе во Сенатот, а потоа служи и како подпредседател под председателот Џо Бајден. Но со што се издвојува Харис? Керка на имигранти од Индија и Јамајка, Харис беше првата жена и првата темна и јужноазиска американка избрана за подпредседателка на САД. Доколку биде избрана за председателка, таа ќе биде првата жена на највисоката функција во земјата. Every little girl watching tonight sees that this is a country of possibilities. Политичката кариера на Трамп беше се освен конвенционална. Тој добил пари од својот татко, бизнисмен со недвижности, за да започне своја кариера со недвижнини во Њујорк. Глумеше во долгогодишното реално ТВ шоу Приправник, користејќи ја својата слава за да му помогне за да ја започне кампањата за председател во 2016 година, во која победи. It's going to be only America first. America first. Како председател и потоа тој ги игнорираше традицијата и законот. 2 пати му беше покренат импичмент од Конгресот, стана првиот поранешен председател кој беше кривично осуден, беше прогласен за одговорен во случај на сексуална злоупотреба и обвинет за неговите напори да ги поништи резултатите од изборите во 2020-та, кои ги загуби. Значи, што ги привлекува гласачите кон едниот или другиот од овие кандидати? Трамп поддржува лојална база, а неговите многобројни правни битки не направија многу за да ја разнишаат нивната поддршка. Неговиот слоган да ја направиме Америка повторно голема одекнува кај гласачите кои се борат со економски проблеми или гледаат како локалните работни места исчезнуваат. So we're going to bring it back. We're going to make America strong again. We're going to make America great again. Харис од друга страна вети дека ќе гледа во иднината, инсистирајќи не се враќаме, алудирајќи на визијата на Трамп за поранешна Америка. Таа ветува дека ќе ја зајакне средната класа и ќе ги брани основните права. Таа е млада во споредба со Трамп и Бајден, кого го замени како демократски кандидат летото. И таа го користи досието на Трамп против него, кажувајќи им на гласачите дека ги гонала прекршителите на законот како поранешниот председател. I know Donald Trump's type. Значи, кои се главните политички прашања што ги разликуваат двајцата? Економијата е клучно прашање за многу гласачи. Некои обвинуваат за неодамнешната висока инфлација сегашната администрација на Бајден Харис, што му дава силна поента за дебата на Трамп. Репродуктивните права се исто така во фокус на гласачите. Харис има за цел да го брани пристапот до абортус на национално ниво, додека Трамп ја поддржува можноста на државите да забранат таков пристап. Трамп ветува сузбивање на илегалната миграција, додека Харис повикува на реформи и разработен пат до државјанство за имигрантите без документи. А за меѓународните односи, Харис сака да ја продолжи силната поддршка на Бајден за НАТО и другите сојузници на САД, додека Трамп е скептичен за такви меѓународни обврски. Има голем број прашања што ги издвојуваат двајцата кандидати, но тоа може да бидат избори што зависат од личноста, историјата и вибрациите, исто како и политиката.